За 4 години со поддршка на владата предводена од СДСМ во општина Куманово инвестирани се над 120 милиони евра. СДСМ инвестира во Куманово кое цели 11 години беше заборавено од ВМРО-ДПМНЕ. Истакна на пресконференција актуелниот председател на општинската организација на СДСМ Куманово, Мартин Костовски. Нагласи дека се обновени 85 километри локални и регионални патишта. Куманово Свети Николе, понатаму Куманово Никуштак, Куманово Опоес Лупчане, Белановце, целосно се реконструирани. Би го споменал и патниот правец до Пелинце. Понатаму, патот Куманово Крива Паланка, регионалниот пат од село Војник до Страцин и Страцин Крива Паланка, граничен премин Деве Бајр, како главни патни инфраструктурни артерии кои не беа чепнати повеќе од 50 години. После долги години се работи на пругата Белјаковци Крива Паланка. Костовски нагласи дека особено важни за кумановци се и трите проекти кои се реализираат со поддршка на централната власт, односно СДСМ, Соколана, спортската сала и спомен костурница. Со поддршка на владата на СДСМ направени се 3 училишни спортски сали. Едната за економското училиште, втората е за училиштето во Черкезе и третата сала е за техничкото училиште Наце Буѓони. Проект поддржан од централната власт е канализација во село Тромеѓа, рекреативниот центар Студена вода, канализација во село Речица, реконструкција на театарот. Од овде заклучокот е јасен. СДСМ е на страната на кумановци и СДСМ инвестира во Куманово и никој друг. Во оваа насока, посочи Костовски, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, би требало да се откаже од коалицијата со двоецот Мицкоски и Груевски.